Драги гледачи, се наоѓаме во Прилепската гимназија Мирче Ацев, а повод за денешниот разговор е еден огромен успех кој што го постигна ученикот Петар Мирчевски од ова училиште, ученик во втора година во гимназијата, а сега трета. Неговиот успех е освојувањето на бронзениот медал на Светската олимпијада по хемија, која што само пред неколку денови се одржа во швајцарскиот град Цирих. Петар е од мојата десна страна, а други соговорници кои што ќе учествуваат во ова интервју се неговиот ментор, професорот Блаже Димевски и Весна Михиловска, директорка на ова училиште. Разговорот ќе го започнеме со Петар. Петар, пред се огромни честитки од нашата редакција за тебе и за освојувањето на овој огромен успех. Ви благодарам многу. Ајде пред да го започнеме овој разговор и за тоа како се течеше целиот надпревар, Олимпијадата во Швајцарија, од каде љубовта кон хемијата и зошто баш хемија? Што е она што те привлекува кај овој предмет? Хемијата за мене е најинтересната природна наука, иако ги ценам сите останати природни науки. Таа за мене представува баш место каде што јас можам да се изразам и можам да изучувам различни полиња и од физиката, и од биологијата, и мислам дека е најсоодветната наука за мене да ме насочи во иднината и во мојата идна работа. За многумина изгледа навистина комплексен предмет. Дали е навистина тешка? Па уште откако почнав во основното училиште со изучувањето на хемијата, немав никакви потешкоти со неа и се разбира дека и понатаму се бараше поголем труд, поголемо вложување и учење и се разбира поголема амбиција за постигнување знаењето во хемијата. Сега како дојде моментот да ти учествуваш на ова Олимпијада во Швајцарија, а да споменем исто така дека претходно оваа година учествуваш на она, ајде да кажеме, подготвителна Олимпијада по хемија која што се одржа исто во месец април, мислам, во Казахстан. Па моето пријавување започна август минатата година, каде што јас ја видов ова понуда како една голема шанса за јас да продолжам да направам поголеми подвизи во хемијата и затоа започнав многу посилно да се изучува хемијата кај мене и се разбира трудот се исплати на крајот, затоа што се пласирав за македонскиот тим што ја представува Македонија во Олимпијадата во Казахстан, а исто така и во Олимпијадата во Швајцарија. Од она што претходно имав можност да го слушнам од твојот ментор е дека ти мораше да го научиш целиот материјал по хемија и од втора, и од трета, и од четврта година што се изучува во гимназиското образование. Па да, ама тоа беше полесниот дел, затоа што има огромен материјал од хемијата кој што не се учи во средното училиште, така што и тој требаше да биде во моје дознавање. Практично сега може да ти пише од петка до четврта година и да си раат. Да, само хемија. Колку време и колку месеци односно требаше да се вложи овој труд и што се изучуваше за да стигнеш до Швајцарија? Па јас покрај подготовките на ПМФ, на Институтот за хемија, мораше да се оддели време каде што јас самиот треба да се подготвувам и да учам дома, но се разбира огромен труд вложи и професорите на ПМФ, каде што сабота и недела, односно викендите, имаше одржано подготовки на факултетот со практична настава и теоретска и се разбира таа многу ни помогна и ни објасна се што е потребно. Значи секој викенд од Прилеп патуваше на Природно-математичкиот факултет во Скопје каде што се подготвуваше. Да, така. Кога стигна во Цирих, во Швајцарија, колку денови траеше Олимпијадата и еве да ни доловиш како се одвива тој надпревар, колку учесници имаше од колку држави? Започна на 16 јули, траеше 9 дена. Олимпијадата беше совршено организирана, така како што треба да доликува.
Имаше огромен број на ученици од цел свет, над 350 надпреварувачи и се разбира, не можеше со сите да се сретнеме, да се видиме, затоа што имавме сте различна програма и за Олимпијадата нормално се состоеше од комплексни проблеми кои што треба многу внимание и време да се посветат, кое што треба добро да се организираме, да се испланираме за време на решавањето на тестовите. И во однос на тоа, јас некако се снајдов да успеам да ги решам поголемиот дел од проблемите и да освојам медал. Кога ќе спомене терминот хемија, најчесто првата стика што ни доаѓа е лабораторија, каде што се извршуваат некои експерименти, дали освен овој теоретски или дел на решавање на тестови, дали имаш и таков некаков практичен дел на Олимпијадата? Па да, се разбира. Има експериментални проблеми кои што се дадени постапките и ние треба да ги извршиме синтезите на дадените продукти. Дали тоа ти беше лесно, со однос на тоа дека и нема баш некои услови тука многу за вежбање на тие експериментални работи? Па се разбира, има голема тешкотија, комплексни проблеми, затоа што може да појде на лошо нешто ако се истори, ако се случи обратно, ама за мене тоа е најинтересниот дел од хемијата, затоа што се употребуваат сите хемиски закони од теоријата и во експериментот тие се докажуваат како вистински факти. Petar Mirchevski from Macedonia. Професоре, како вие се чувствувате како ментор на вашиот ученик после освојањето на овој огромен успех на Петар во Швајцарија? Па видите, јас сум премногу горд и возбуден и ќе ви кажам една тајна. Имав директна линија од завршната свеченост, која траеше сат и половина, и кога дојде редот да прогласување на победниците, ги исклучив интернетот. Толку бев возбуден, а тој ми се јави пред тоа и кажа дека решил добар дел од задачите и дека имаме шанса за медал. И кога почна официјалната поделба на медалите, ги исклучив интернетот, толку возбуда. Јас сум премногу возбуден и сега, и горд, и немам пофални зборови што може да се кажат за него. Тој е наш дијамант, што мора да го брусиме уште малку, затоа што се надам дека уште 2 години ќе учествува на овие олимпијади. Ја има основата, ја има надоградбата и в година ќе биде уште подобар и се надевам на сребро и злато. Значи, има шанса уште 2 години, до 19 години е светската олимпијада, 3-та и 4-та година да постигне што и уште поголеми успеси, што повисоки места. Значи, вакви олимпијади се одржуваат секоја година и можноста е да се учествува на сите нив. Да, точно. В година тој пак ќе има прелиминарни надпревари, затоа што може да се јави некој друг погенијален, што викаме ученик, да му го земи местото, меѓутоа имам потполна доверба во него. Потполна доверба. Што му препорачувате на Петар за овиднина, како да се насочи? Петар веќе е насочен, тој е толку навлезен во хемијата, што може не петка да се пише до 4-та година, него да му се даде и диплома од факултет. Ова што тој го работат на факултет и тоа постдипломците. Толку е тежок материјалот, јас ги видов задачите, учат од оние книги и учебници што и преведе владата, и то тие се учебници од сите реномирани факултети, од Кембридж, Оксфорд, и учим веќе од таа литература. Не заостануваме по тоа, само треба ваков голем напор и труд како детево. Значи, тој се само жртвуваше излегување на одмори, викенди, за да го постигне овој успех. Тоа е нешто невозможно. Ова се гордееме како град, како држава, сите треба да сме горди, не само како институција ние или јас како ментор. Како државата може да му возврати на ваквите таленти? Сега државата може многу лесно да возврати, само треба да се има желба. Пример, ние настани прво да ни обезбеди литература, да ни обезбеди една лабораторија, каде што може да ги изведуваме барем едноставните експерименти. Потоа да продолжи со работата како
професорите на Хемискиот институт, мора и ни да ги пофалиме, затоа што и тие жртвува своји викенди, свое драгоценно време слободно, работеа со нив 2 месеци викенди и само така се успева. Значи, повеќе фактори кога се вклопат во правилна насока, тоаш мора да се има успех. Меѓутоа, тој е главен. Тој е главен. Тој е носител на сета тежина. Директорке, како вие како училиште се чувствувате после еден ваков огромен успех на еден ваш ученик? Се разбира дека училиштето го поддржува Петар, му честитам на Петар и од името на сите професори. Петар ни е гордост на училиштето. За Прилепската гимназија се вели дека е расадник на таленти, потврда за тоа еве и Петар Мирчевски. Во нашето училиште имаме многу талентирани ученици, еве само еден мал податок, оваа година имаме 33 ученици кои што освоија награди, медали или први, втори или трети места на државни и меѓународни надпревари. Дел од овие ученици и на 2 надпревари имаат освоено по различни предмети награди. Ова е уште една потврда дека нашето училиште има квалитетен наставен кадар, талентирани ученици и ги поддржуваме овие деца во нивниот понатамошен успех и во понатамошното школување. Спомнавме тука за таа кабинетска настава. Дали може би после ова ќе побарате од Министерството за образование да направи еден кабинет по хемија тука како што доликува на едни вакви таленти? Со реформираното гимназиско образование не се предвидени лабораториски вежби во програмата, но очигледно е дека преку потребна ни е лабораторија, што ние во училиштето во моментов ја немаме, и се разбира дека ќе се обидам дека како училиште ќе побараме средства и се надевам дека за следната година Петар ќе може да вежба да работи со професорот Блаже Димески во нова лабораторија, да се подготвува за надпреварот. Благодарам на разговорот и за крај само уште едно прашање би го прашал Петар. Петар, каде се гледаш ти себе си во иднина после едни вакви успеси? Се разбира хемијата до мене во мојата иднина, каде што сакам да истражувам нови хипотези и теории, да експериментирам, да докажувам нови теореми и да бидам успешен научник во моето поле. Би останал тука или се гледаш себе си во странство? Па и двете, затоа што ако сакам да успеам, навистина морам да ги расширам моите граници, но и Македонија не ја напуштам толку лесно. Ти благодарам за разговорот, за одвоеното време и уште еднаш честитки за твојот огромен успех. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Петар Мирчевски, неговиот ментор Блаже Димевски и директорката на гимназијата Мирчевци во Прилеп, Весна Михиловска. Еве уште еднаш да му честитаме на Петар за неговиот огромен успех и да се надеваме дека идната година ќе учествува повторно на оваа олимпијада и дека ќе освои не само бронзен, него и златен медал.